Денеска се наоѓаме пред Американската амбасада, каде што Црвениот крст на град Скопје во соработка со амбасадата традиционално 8 пат пореди организира крвителската акција. Вратите на амбасадата денеска за сите оние кои што ќе бидат заинтересирани да даруваат крв ќе биде отворена од 9 часот до 16. Подсетување од страна на Црвениот крст дека сите оние кои што сака да даруваат крв, мажи или жени, крводарување за жените е дозволено на секои си 4 месеци во нашата земја, додека пак за мажите на секои 3 месеци. Секако сите оние кои што се првократни дарители може да дојдат и за прв пат да реализираат својата хуманост токму на овој ден. Акцијата излезе како заедничка соработка уште пред 8 години, кога се бараше начин како да се одбележи, како да се направи сеќавање во нашата земја токму по поводот 11 септември. До сега имаме одлични резултати, повеќе од 1200 крвни единици се собрани за сите овие години и направени се некаде околу 1200 прехранбени пакети кои што понатака беа дистрибуирани и се дистрибуирани за категории со кои што работиме во текот на целата година. Тоа се самохрани родители, старите лица, социјално загрозени семејства и слично. Акцијата реализираме во соработка со Институтот за трансфузиона медицина. Екипите се веќе внатре, дарувањето, чинот на дарувањето се случува внатре во амбасадата, некаде околу 20 лица, лекари, пунктери се веќе поставени на 2 локации и некаде околу 40 волонтери од страна на Црвен крст на град Скопје и општинската организација ЧАИР со кого заеднички ја спроведуваме оваа активност. Како што кажав, акцијата ќе биде отворена денеска до 16 часот и сите кои што сакат да се вклучат и да бидат хумани денеска може да го направат истото. Но не е само крвителска акција, споменав пакети храна, граѓаните денеска може да даруваат и производи со храна, кои што понатака се пакуваат и им се дистрибуираат токму на овие целни групи. Една екипа ќе биде токму пред амбасадата која што ќе ја собира прехранбените производи кои што понатака ќе се пакуваат и до крајот на година ќе се дистрибуираат. Американската амбасада ги покани сите своји пријатели како што се институциите, верските заедници, универзитетите, младинците, граѓаните, политичките партии денеска да се вклучат и да бидат дел токму од овој настан. Прашањето главно е, бидејќи ова е крводарителска акција, нели кај нас колку е тоа, па и чиста појава кај граѓаните, колку чисто даруваат крв, дали треба можеби почесто и колку сме запознаени каде можеме всушност да даруваме крв? Дарувањето е доброволно, тоа е лична определба на секој поединец. Може да се дарува крв секој ден во Центарот за трансфузиона медицина и Црвен крст на град Скопје отвори еден нов дневен центар за доброволно дарување крв кој што се наоѓа во Дарет Джамбас, кој што за да бидеме поблиску до крводарителите го отворивме и работи во сабота, така да сите оние кои што се заинтересирани заради работното време не може да го направат тоа, може да го направат во сабота, во Дарет Джамбас, секако повторно во соработка со трансфузиона медицина центарот функционира. Сметам дека граѓаните во Скопје во Македонија се доста хумани, имаме редовни крводарувања, имаме голем број на лица кои што има дарувано крв над 50, над 100 пати и многу пати тоа се семени вредности, кога родителите даруваат крв, продолжуваат и децата, што сметаме дека се навистина убава традиција и вредности кои што треба да се негуваат и понатака. А Црвен крст заедно во соработка со партнерите, институциите и Заводот за трансфузиона медицина е секако промотор на доброволното дарување на крв и сето тоа го правиме преку едукативните работилници, преку клубот на крводарители и преку клубот на 25, каде што млади луѓе до 25 години даруваат крв, но и ги промовираат вредностите и начин на кој што може да се дарува крв.